И како сте секои, добре дојавте во моето ново видео. Во ова видео, како што погледнавте по насловот или не погледнавте, ќе ви раскажувам еден story time како си го избањав мојот телефон. Мислам, не овој стариот што го користев, туку еден пред тоа. Значи, ја вкупно што сум имал телефони, да не ве лажам, 4 телефона. Значи, прво имав еден Blackview, после имав Alcatel, после Samsung и сега овој iPhone 11. И сега конкретно збориме за Alcatel. Значи, Alcatel јас го имав од 2019 до 2020 година. И јас го купив, значи, која беше тоа, јули 10 ја го купив Alcatelот, а го избањав или го расипав на јули 30. Значи 30 јули. И сега отприлика ќе ви раскажам како го избањав или како го расипав јас тој телефон. Пред да почнеме со ова видео, субскрајбнете се, бидејќи уште малце достигаме 1000 субскрајбери, а на 1000 субскрајбери ќе правам песна, значи кажав ви во претходното видео и сега, зашто може би има некои нови гледачи, затоа да се претплатат за да достигнеме до 1000 да направам песна. Ќе видите колку ќе биде јака песна. Значи нема да верувате колку ќе биде јака песна. Само субскрајбнете се и тоа е тоа. За вас една секунда вака бесплатно и готово. Ама не должам многу, сега ќе ви објаснам како јас си го избањав мојот телефон. Значи, нели 30 јули си беше тој ден и све добро, тогаш требаше да идеме кај мојата продучетка на роден ден. И добро, значи све е добро, нешто јас си гледам телефонот, така, Сега го немам телефонот, бидејќи, мислам, го имам туку куќава е, али не можам да го најдам. И затоа, само вака ќе ви раскажувам. Значи си го имав тој телефон, ова, и на тој еден ден, значи, кога беше на прочитка ми роден ден, требаше да се спремаме, негде беше околу 5-6 часот да идеме таму. И добро, све, онака се спремам, ја све то, палишта си наоѓам. И доаѓа време да се бањам. И паметниот Христијан одлучи да си пушти музика на телефонот и да си слуша дека си бања, да си прави дискукада, ама наместо да го стави он негде на машина или на огледало, он го стави у туш кабината унатре. Браво, Христијан, колку си паметно од детенце. Значи, не баш туш кабината, значи имаме душ кабина вака. Мислам, не баш голема, туку помала. И таму има нели тоа за шампони. И јас таму најгоре го ставив, значи најгоре, да не ми се намокри, најгоре го ставив. И викам, добро, ај си пуштам музика, тогаш беа популарни тие, значи, пистефонатор, јутуберските. И викам, ај си пуштам песна, една, друга, трета. И гледам нешто бело на телефон, ко флеш warning. Онака, знаете, ко бело, онака, бело, па црно, па неќе да се пушти некоја песна, па она ова. И викам, шо е со телефонот? Викам, па вајде зашто е стар, па за тоа нешто неќе, па ќе кажам на мама и тато, ќе го однесе таму на мајстор, ќе го поправат. Што да не? Најлесно нешто, викат. Али јас си пуштам пак песни, многу ме заболе уво. Значи си пуштам песни, си џускам, си правам диско, малце вака, си пеам, малце... И све така топ додека нема слика на телефон, значи немаше ни звук, немаше ни слика, значи немаше ништо. И како трепери, значи трепери, вака ја го правам, значи да го стискам да се упали, он само бело покажува и оп, неќе. И викам, шо е со телефонот, што е, викам, што е со телефонот, ништо неќе. И се сеќавам, мама нешто правеше таму надвор, нешто работеше. И као мама не ме слушаше, јас си се бањам у купатило, а она надвор си седи, ја работи нешто. И на надвор си работи нешто. И добро, ја завршувам со бањање, викам, мамо, телефонот нешто ми неќе, те молам, кажи ми што е. И мама вака гледа, го клучува, неќе. И вика, што правиш си со телефонот? И ја викам, па одитов се бањав и пуштав музика, као, така. И она вика, па ти кај го стави телефонот? А ја, паметен, до даска, и викам, у туш кабината унатре. И мама вика, браво сине, паметен те родив ко Алберт Ајнштајн. Добро све, така, окей, бев народен без телефон, си играв таму со некои деца мали.
И дури една година покасно, дури од 2021 ми купија пак телефон. Значи бев една година без телефон. Тоа беше рекорд, значи рекорд за мене. И ете како мојот телефон ми загина. А пак сега си имам два телефони, ама една година бев без телефон. Значи, научете лекција, деца. Научете лекција, сите. Што го гледате во видео, слушајте ги родителите, немојте да правите грешки, зашто мама тогаш се сеќавам дека ми кажа стај го на огледало телефон. Значи имаме као огледало вака, као да си ставим нешто, као знаете. И вика мама да си го ставам таму телефонот друг пат. И ја не ја слушав нејзи, си го ставив таму у душ кабина и си го намокрив и више немав телефон една година. Затоа слушајте ги родителите како што они ви кажуваат тие работи, така и вие да ги правите. Се надам дека извлековте добра поука од ово видео. А вие ако сакате уште видеа, кликнете лайк или дизлайк, што сакате нема што да ви кажам јас. А до следното видео се гледаме. Чао!